Со бајката Зелена кралица, кумановката Анита Димовска, професорка по англиски јазик, дебитираше на книжевната сцена. Бајката која Димовска ја посвети на својата ќерка Бела, а порачува дека треба да се грижиме за животната средина, е објавена во новата книга за деца Детелинки Белинки, современи бајки со 4 листенца. Делото содржи 16 бајки од 15 автори, меѓу нив е и бајката Авантурите на едно мракче од Билјана Станковска, поетеса, раскажувач и писател за деца од Куманово. Движењето за поддршка на креативност Иво Лоренчиќ Браво Сине во сработка со Арсламина уште во 2020 година организираше награден литературен конкурс на кој што чинам беа пријавени 442 бајки современи од автори од Македонија на македонски јазик и по конкурсот, по објавувањето на резултатите, првите 4 бајки се уште во процес на илустрации, ќе бидат објавени, а нашите 16, мојата и на други 14 автори, се најдоа во ова дело Детелинки Белинки, антологија на современи македонски бајки. Од етаблирани автори, како што се Владо Димовски и нашата сограѓанка Билјана Станковска, која што денес не е тука со нас од оправдани причини, но и дебитантски имиња како што сум јас. Афинитетот кон пишаниот збор кај мене се роди уште како дете. Се уште ја помнам тетрадката во која што пишував поетски творби со рима, нормално, уште во 4-то одделение. За жал не ја чувам, меѓутоа спомените останале. И таква љубов ја негувам уште од тогаш. За своја душа творам, пишувам хаику на македонски јазик, а ова е прва моја бајка, пред се затоа што вечна инспирација ми се децата, работам со нив, тоа е голема привилегија и голема благодет. А пораката овој пат е да се грижиме за природата. Ова е еко бајка насловена Зелената кралица и децата лесно можат да препознаат за што станува збор. Веќе имам позитивен фидбек од оние што ја прочитаа и им се допадна. Екологијата е тема која што навистина треба од најмали нозе да се негува кај децата и со ова би сакала да ги потикнам да се грижиме за нашата животна средина, за природата, за околината и да ја сочуваме чиста. Книгата Детелинки Белинки е промовирана минатата недела во Скопје, а авторите имаа можност да се запознаат меѓу себе. Излезе во печат 2022 година, пред неколку месеци, од страна на Арсламина и може да се најде во Литература МК, во нивните продавници во Скопје и широм Македонија. Би рекла дека убаво беше од нивна страна, што во рамките на денови на литература, минатата недела бевме поканети сите автори на 16 бајки да се дружиме на еден промотивен настан и сето тоа беше голема чест за сите. Се запознавме, се дружевме и ги поздравувам за таквата иницијатива. Веќе тлеат во мене уште неколку бајки за деца, а може би нешто друго. Се надевам дека мојот креативен набој ќе најде простор во уште нешто вакво слично или во поинакво руво. Книгата на македонски јазик Детелинки Белинки е испечатена во 500 примероци.